Добар ден на сите. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина на Советот на општина Битола на ден 12.7. Имаме потребен кворум за работа. Го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Програма за измене и дополнување на програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Точка број 2. Одлука за 12-та измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Во меѓувреме од службите стигна и дополнителна точка за Комисија за урбанизам, ќе биде како точка број 3, одлука за отпочнување на постапка за донесување на генерален урбанистички план на град Битола. Кој е за вака предложениот дневен ред, ве молам да крени рака. 3 за. Молам? Добро. Вака. Добро. Добро, имаме представници кои ќе дојдеме до таа точка. Ќе измениме. Значи, добро, во ред. Значи ќе гласи одлука по готово. Значи точка број 3, одлука за отпочнување постапка за изработка на генерален урбанистички план за град Битола. Кој е за вака предложениот дневен ред? Едногласно. Точка број 1, програма за измени и дополнување на програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2022. Имаме представник од одделението за урбанизам. Двете точки ќе ни ги образложиш и точка број 2. Така? На така и во две. Добро, пошто ние Може за двете, така збораме, за првите дел. Добро, повели. Како предлог за за внесување во програмата се две одобрени барања за иницирање на постапка. Значи едното е УПВ нов урбанистички план за изградба на нов 0,4 киловолтен надземен вод низ КП 636 КО Канино, каде што иницијатор е инвеститор Евана. А втората точка се однесува на урбанистички проект со план за препарцелација, каде што станува збор значи за урбанистички проект со план за препарцелација за градежна парцела 5.2 и градежна парцела 5.4 согласно ДУП за Ушици блок 5 Битола. Во двете се заинтересирани физички и правни лица, значи не е инвеститор општината Битола. Во главном, тоа е тоа. Сега не знам доколку има некои прашања, ќе ги... По оваа точка број 1, дали имате прашања? Дури сме тука. Повелете. Доколку нема, со точка број 2. Продолжи. Точка број 2 е... Одлука за 12-та измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема. За тоа не сум јас. Не. Добро, 5 минути пауза. Венцо? Венцо е тука, присутен. Венцо, можеш за точка број 2? Повели. Не функционира тој микрофон. Седни на него. Да, него седни. Добро, фала Христо. Благодарам. Значи, се работи за измена во програмата за урбана опрема, која е со важност до 15.11.2022 година. Со ова измена генерално останува тоа што е во основната програма, меѓутоа имаме неколку измени, односно неколку измени, јас ќе наведам една, ќе тргнеме од озгора од позади Магнолија, помеѓу Магнолија и џамијата има еден простор пешечка зона во кој што ќе се предвиди
према потреба, значи простор за поставување на тезги, према потреба на различни манифестации што се одвиват во градот, конкретно медарите и такви некои, значи простор за поставување на такви тезги. Во однос на другиот дел, значи во делот на Магнолија се уредува просторот пред Магнолија и кафичот што е карши неа на ќошот. Значи се одредува простор кој сегашниот простор е малку поголем од тој што е во програмата, значи се овозможува за во летниот период, нели, како што реков до 15-11 да речем оваа година да може да функционира тој малку покомотно. Во делот на Широксока тоа е останува исто како што си е, лево десно по 2,25 и одиме кај Паско Фурната, кафичот што е тука према Дома на културата, тука се возможува исто поставување на маси и повторно велам одиме надолу, односно и во пасажот се регулира просторот за поставување на маси. Генерално сите по нешто имат малку узурпирано поголем простор, што нормално треба да се преземи редарите или комуналната инспекција треба да си го проконтролира тоа што е дозволено и тоа до кај што се стигнати тие. И во делот на Широксока завршуваме кај Јагода таму, во тој дел кај што исто така према музеот се остава еден простор, мал простор за поставување на маси. Тоа е генерално во измената. Добро. Благодарам. Прашање дали има? Велевски, координатор. Пак, колку што можев да разберам, се извинувам. Кај Паско Фурната, кафичот, и кај Јагода. Значи, треба да се повлечат масите, пошто узурпират простор, така? Или фактички му се дава нешто дополнителен простор, колку што имат сега? Пошто спомнавте кафичот што е до Магнолија, ќе му се обезбеди малце поголема површина за во летниот период да биде покомотен, така? А овие два кафичи треба да се повлечат. Значи, генерално на Широксока, лево и десно од осовината на улицата е 2,25. Секој што има излезено на таа е узурпиран простор. Во дело на Магнолија, возможено е сегашната позиција, како што е си ја задржува. И од Карши кафичо што е, значи, се уште има излезено повеќе од тоа што е дозволеното, значи, практично треба да се повлече, не да му се возможи ова што го има сега. Да, истото се случува и кај Јагода, да речем Јагода, треба нормално 2,25 од осовината. Значи, тоа е, по Широксока ќе тоа, мислам, заклучокот и така треба да види. Меѓутоа, некој ако има узурпирано простор, треба да се регулира тоа. Исто така заборавив, извинете, исто така и кај покрај Драгород, значи на Безистенот, да речем јужната страна помеѓу Драгород и Безистенот, и тука тој простор до сега не беше регулиран, кафичите имат да земе многу простор. Мислам неоправдано, затоа што е спречено движењето на пешаците таму и треба да се повлечат со, мислам, далеку од ова сега што е. Треба да се коригира тоа таму. И исто така и кај Стела, заборев и тоа да го спомнам, Стела сладкарницата и таму исто има узурпирано доста простор, кај што е дозволиво нормално да функционира тротоарот. Тоа е основната намена, а не да луѓето да вртат по улиците и мислам да не го користат тротоарот, него да одат по улица. Така да тие се неколку измени. Извини, само подвожњакот ваму, портал кафичо, мислам беше. Кај подвожњакот, кај портал кафичот. Тука, мислам и тука има... Значи, кај подвожњакот, да, треба се повлечат и тие како што е дозволено, и од Карши Паско Фурната према Домот на културата исто така. Значи, дозволиво еден ред маси таму, колку што е... Не, овие, значи, се регулира просторот како што е по правилник, да речеме, во однос на да има слободен простор во пасажот, да може да врват пешаци, а не сега да вртат околу објективи, околу масите. И истото се случува и према Паско Фурната, према Дома на културата, да речем, и таму е доста се, значи треба да се повлече.
Генерално, значи заклучокот е му се возможува нешто малку повеќе од тоа што е во програмата, меѓутоа не е како што сега се поставени, некои што уште повеќе узурпират простор. Така да треба се повлечат согласно програма. Повелете, колешка. Микрофонот. Ништо подстои. Добро, ова работи. Повелете. Значи, првото прашање ми е која е потребата да направиме ваква измена, која е целта на оваа измена. Второ, оваа измена, како и пред 2 седмици, кога имавме слична ваква дискусија, мора да се спроведи согласно закон. Значи, секоја измена на ваквата програма мора да одобри Министерство за транспорт и врски и Министерство за култура, во централното градско подрачје, за да може да ја разгледува и одобри Совето. И пошто овие два услови не се исполнети, а и не ми е јасно која е потребата за измена на програмата сега во овој момент, не би навлегувала понатаму во мал милион забелешки кои ги имам на програмата, кои се од технички карактер. Би сакала на ова да може да ни се одговори која е потребата сега да се направи оваа измена, зашо се прави оваа измена? Значи, како што реков, од времен карактер е ова измена, во право сте дека треба да ова да помине Министерство транспорт и врски, меѓутоа може би дојдене моментот да ова целата, значи пошто имаме повеќе измени на програмата, да претрапи целосна, да речам, анализа и да дојде тоа до тој процес да влезе како што е. Меѓутоа со овие мали измени, се правени мали измени континуирано овој период од 2016 до сега, така мислам. Меѓутоа може би дојден моментот дека ќе треба да се направи една главна ревизија на целата и да помени тие законските процедури како што следува. А која е потребата? Значи потребата е да овој простор, летниот простор, да се овозможи нормално поголем проток на, односно да се овозможи простор за посетителите на градот и корисниците на тој простор, меѓутоа во рамките на тоа дозволеното што е. Што можеме да му дозволиме, не и тоа што не е дозволено, како сега, например, што е голем дел од простор е узурпиран. Така да тоа е потребата, значи со времен карактер се носи оваа програма до 15.11. После 15.11 ова нема да важи. И може би е дојден во моментот да направиме целосна измена, односно нова практично да направиме програма. Уште се бом. Ние покрај тоа што имат узурпирано надвор од оваа планска програма простор угостителските објекти, ние со оваа програма малце му го прошируваме просторот како некој компромис. Меѓутоа, дурне дојдиме во ситуација целосно да ја ревидираме оваа програма која има многу недостатоци, ако на некој му дадеме, сега цитирам еден мој колега, на некој му дадеме повеќе простор, после тешко ќе биде да му го вратиме назад и да го земиме. Тоа е моето мислење. Благодарам. Добро, благодарам. Дополнителни други прашања? Повелете. Доколку нема, одиме со точка број 3, па ќе ги гласаме сите. Значи, точка број 3, одлука за отпочнување постапка за изработка на генерален урбанистички план за град Битола. Павел Венцо. Значи, веќе во припрема сме за донесување овој генерален урбанистички план, односно за изработка на генералниот урбанистички план, согласно член 24 од Законот за јавни набавки, како изработувач ќе биде јавното претпријатие за проектирање
И веќе истото има изработено динамички план, кој ќе согласно нивната динамика изработката ќе траи 34 месеци, значи ќе биде практично 3 години изработката. Веќе и касниме со, да речем, со донесување на одлука за отпочнување, меѓутоа еве на оваа седница наредната ја ставаме таа точка и конечно да отпочнеме. Значи, тие во наредниот период ќе бидат преокупирани со изработката на генералниот урбанистички план, нема да можат други работи и проекти да работат за општината. И да очекуваме дека во тој период нема да има некои посебни проблеми, па и се надевам и дека ќе го изработиме. Значи, инаку во оваа година префрлени се 6 милиона денари со ребалансот на буџетот во секторот, односно во делението за економски развој, и согласно тоа ќе склучиме договор со јавното претпријатие за отпочнување на, односно од кој ќе донесете нормално одлугата, ќе склучиме договор за да почнат со работа. Значи има конкретен динамички план како тоа ќе се одвива, ако некој сака да го погледне, да го види, можеме да му го презентираме, меѓутоа сега пошто не е, мислам може да дојде кај нас во канцеларија и во јавната да го разгледа доколку сака. И тоа е накратко. Благодарам. Прашања? Доколку нема, преминуваме на гласање. Точка број 1, програма за измена и дополнување на програмата за финансирање и изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2022. Кој е за? Кој е против? Воздржани? 1 за, 2 воздржани. За првата точка. 2 за, 1 воздржан. Точка број 2, одлука за 12-та измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Кој е за? Воздржан? Против? 1 за, 1 против, 1 воздржан. Точка број 3, одлука за отпочнување на постапка за изработка на генерален урбанистички план на град Битола. Кој е за? Против? Воздржани? 2 воздржани, 1 за. Со тоа се исцрпи дневниот ред. Ви благодарам за присуството.